Обилните врнежи од снег на Попова шапка деновиве ќе значат официјален почеток на зимската туристичка сезона. Се вршат проверки и подготовки на сите ски лифтови. И овој пат снегот и чистиот воздух ги примамија туристите да дојдат и да уживаат на падините на Шара. Колку често одите на Попова шапка? Секоја зима. По еден месец. Обично зимскиот распуст тука го минуваме. Зошто? Па имаме викендичка и преубаво е ради чистиот воздух. И така децата скијат, цанкаат. Убава ли е Попова шапка за скијање? Убава е, да, ние сме задоволни. И бегаме од нечистиот воздух од тето, оде е прекрасно, добар амбиент, снегов конечно падна годинава. Тоа е од прилика. Искористен ли е потполниот капацитет на Попова шапка? Мислим дека не, може повеќе, ама треба да се вложува. Што е оно што е потребно овде? Многу. Значи, забава, да се понуди нешто на туристите што ќе доаѓаат овде, подобро сместување по привлечни цени и се разбира скијањето. Па доаѓамо често, еве кога имамо вака у зима, у пролет, лето некогаш, у свака сезона е убаво да доаѓаш. Како е во лето? Во зима има зимска сезона, а во лето И во нема? лето е убаво. Свако годишно време си носи своја убавина има. Убаво и у лето. Хотелиерите се подготвени. Задоволни се од почетокот на годинава, но очекуваат уште повеќе туристи од земјава и од странство со официјалниот почеток на зимската сезона и пуштањето во употреба на сите ски лифтови. Првично ни дојдоа и првите гости од странство, значи имаме денеска ни дојдоа гости од Шведска, утре очекуваме од гости од Маđarска, имаме гости од Републикава, значи за викендот сме исполнети до последното место. Очекувате ли успешна сезона? Па очекуваме успешна сезона, затоа што еве на почеток на јануари ни падна снегов што го очекувавме, така да мислам дека оваа сезона ќе биде поуспешна од прошлата. Колку овде трае зимската туристичка сезона со оглед на тоа дека нема снежни топови и така? Па, од прилика ку 2 месеци трае. Значи, треба да се инвестира во вештачки топови, за да може да ја продолжиме сезоната и на 4 месеци. До сега во неколку наврати се зборуваше за пуштањето во употреба на новиот шестосет, како и изградбата на водените топови кои што ќе произведуваат вештачки снег. Тоа ќе придонесе зимската туристичка сезона на Попова шапка да трае многу подолго.